105 стана во државна собственост во аеродром и во Капиштец ке се продаваат со јавно надавање. Министерот Јанакиевски убедува, планираните инфраструктурни проекти нема да бидат откажани. Државата и годинава ќе гради комерцијални станови за млади брачни двојки. 460 милиони динари се скастрени од буџетската каса на Министерството за транспорт и врски. Јанакиевски обидува дека планираните инфраструктурни проекти нема да бидат откажани. Има мало за доцнување, но нема воопшто да има запирање. Така да дел од средствата што ќе бидат скратени оваа година ќе бидат предвидени во наредната година и тоа ќе се стави во развојниот дел на буџетот. И годинава државата ќе гради и комерцијални и станови за млади брачни двојки. За 105 стамбени единици во државна собственост објавен углас ќе бидат продадени по пат на јавно надавање, 55 во аеродром и 50 на Теодоси Гологанов. Почетната цена на јавното надавање изнесува 795 евра за 1 метар квадратен, а чекорното надавање ќе биде по 1 евро по метар квадратен. А што се однесува за втората група на станови кои се на Теодосио Гологанов е 990, односно 1100 евра по метар квадратен. Становите се вклопуваат и во проектот Купи куќа, купи стан, преку кој за месец и пол се продадени 57 државни станови. Становите во районски центар Ајдродром, кои што се со 795 евра по квадратен метар. Интересот е огромен во периодот кој што следи. Во наредните 10 дена ќе бидат објавени и остатокот на становите, како што кажа министерот, околу 200 други стамбени единици кои што ќе бидат објавени. Во тек и проектирање на објекти со 42 стана во Скопје и 58 во Велес за млади брачни двојки и за самоухрани мајки. До 28 април треба да заврши објавениот оглас за распределба на 70 стана во Битола и 3 во Скопје, наменети за оваа ранлива категорија граѓани.